Здраво Македонија, ви посакувам добро утро и секако ви поканувам да останете со нас, да го проследите разговорот кој што денеска ќе го имам со тренер физиотерапевт Иван, кој што ни доаѓа денеска и ќе зборуваме со него на многу важна тема, затоа што не е навистина помодарство она кога се види дека треба да имате личен тренер, особено кога можеби сте имале некоја повреда. Зошто тоа треба да го направите со стручно лице, токму Иван денеска ќе ни каже. Иван, добро утро и добро дојде во Здраво Македонија. Добро утро и добро ве најдов. Така е. Како што кажав денеска, навистина можеби така звучи дека е модерно да се има персонален тренер, но тоа не е само помодарство, туку навистина кога станува збор за одредени повреди на лигаменти и така натаму, дали колено, рака или сепак треба да се консултира со тренер, физиотерапевт, затоа што сето тоа си има корист и начин како до повторно нели треба да го активираме и да сме функционални и витални, што се вели. Така, значи првично не мора да имаме веќе повреда, мора и да сакаме да само спречиме повреда за да почнеме да работиме со персонален тренер. Персонален тренер, да, стварно денес звучи како да е помодарство, меѓутоа е нешто кое што се прави од потреба за ние да знаеме дека ги изведуваме вежбите како што треба. Тоа од една страна ќе доведе многу нормално првично до побрз и подобар резултат, а после тоа ќе се осигураме баш за овој дел за повредите дека нема да се случат во тренажниот процес. Сега ако се случиле повреди, ние пак можеме да се вратиме на тренингот на вежбање, меѓутоа тука би посоветувале некој кој што е стручен во аспектот на рехабилитација, односно физиотерапевти и тренери. И такви ги имаме тука во нашата сала, на пример. И во принцип ние работиме со луѓе кои што веќе имале повреда и ги враќаме во нормално функционирање, зависно до нивниот степен на посакувана работа. Значи, што значи тоа до нивниот степен на посакувана работа? За некои луѓе тоа би било само секојдневие да качуваат скали, да може до водно да се искачат, меѓутоа работиме и со спортисти, кои што после повреда би сакале да се вратат на терен, да се вратат на малце посериозно вежбање, да превенираат понатамошна повреда од исти тип и слично. Така. Кои се да речемете најчестите повреди со кои што доаѓаат луѓето имаат да речеме проблем? Ете, можеби не знаеле, се обиделе сами да почнат да тренираат, преку YouTube канали, сами си наоѓале вежби, дошле до некоја повреда или пак е да речеме спортистите кои што на терен секако се здобиваат со некои повреди? Вака, првично спортистите бар имаат некој искуство со повредите. Они многу често си гајат една кариера која што генерално има еден тип на повреди со кои што доаѓаат и тоа ќе зависи нормално од спортот. Меѓутоа тие не се толку проблематични колку овие секојдневниве што ги гледаме кај луѓе кои што ги добиваат поради секојдневен живот, односно секојдневна работа. Највеќе би ги спомнал канцелариски вработени, кои што започнуваат да вежбаат заради болка во долен грб, горен грб, врат и слично, кој што нормално го чуле, сите сме го чуле муабетот, убаво е да се вежба за здравие, да. И убаво е, меѓутоа треба да знаеме што точно правиме. Многу често гледаме ситуации кај што некој почнал на своја рака, користел опрема како што не треба, следел инструкции од интернет без да знае точно кој мускул го вежбаме, да знае точно во кој момент да затегне, со кој темпо да се изведе вежбата. И во принцип поради тоа си направил повеќе проблем отколку да си помогне. Во принцип таков тип на публика повеќе би препорачале работа со стручни лица, да не се вежба на своја рака. Нормално на своја рака треба раздвижување. Значи пешачење и се останато пак ќе ни помогне во процес на рехабилитација без разлика на повредата, нормално до можности на повреда. Меѓутоа кога станува збор за вежбањето, канцелариските вработени би им препорачал ако одамна немаат вежбано да се посоветуваат првично со стручно лице па да си почнат со процесот. Така. Доколку некој има, да речеме, хируршки зафат, исто така, потоа во одреден период сепак се препорачува дека може да почнат да вежбат кога ќе добијат препораката од докторот. Колку исто тука има улога главна во рехабилитацијата да се вежба со тренер кој што е за тоа? Така, значи ние како рехабилитатори го водиме тој процес на рехабилитација во неколку фази, односно после операцијата ние гледаме во првата фаза пациентот да биде удобен, да нема болки, да нема оток. И тоа понавека се завршува во клинички услови. Меѓутоа после клиничките услови следат втората и третата фаза на рехабилитацијата каде што пациентот мора да почне со процес на движење, за да можеме ние првично да го раздвижиме сегментот што бил повреден, после тоа да го зајакнеме и да го вратиме во нормална функција.
Сега тој процес во принцип се случува и кај повредени кои што имале операција и кај повредени кои што немале операција, со тоа што одредени хируршки интервенции, например ќе го спомнам предниот вкрстен лигамент на коленото, бараат и континуиран процес од 9 месеци за да се осигураме 9 месеци вежбање, за да се осигураме дека тоа колено понатаму би било сигурно за истите активности кои што сме ги правеле пред повредата. Истото се однесува и на скинати мускули, на било кој друг лигамент и сегмент од телото, нормално со различни периоди на враќање во нормална функција. Така. Иван, која би била твојата, да речеме, некоја препорака за сите оние кои што размислуваат или ќе го слушнат разговорот, како твоја препорака за и оние кои што немаат повреда тренинга и оние кои што можеби се здобиле со нешто, како всушност треба да изгледа едно нивно тренирање? Значи, тренирањето мора првично надвор од мускулите што сите си ги сакаме заради изгледот, да ги тренираме и зглобовите, односно да го проаѓаме полниот опсек на движење, да се осигураме дека ги имаме истите активности што сме ги имале како деца. Да можеме да истрчаме, да можеме да скокнеме, да можеме да качиме планина, да можеме да изиграме групен спорт. Генерално не е вежбањето само тоа што ќе го направиме во сала, и не е вежбањето само тоа што ни е нашиот спорт. Вежбањето е само начин ние да успееме да останеме млади како што проаѓаат годините и начин многу нормално и да останеме функционални и да ги правиме сите ствари што сакаме да ги правиме лесно. И заради тоа вежбањето е нешто кое што во принцип би го изедначил со секое друго мало ситно нешто што го правиме за себе, дури и како миење на заби. Значи тоа е нешто кое што го правиме од што мораме да го правиме за нашето тело, не е нешто кое што го правиме од што сакаме. Значи буквално е за здравје. Така, да ни биде еден начин на животен стил. Иво ти благодарам денеска што ги сподели овие корисни информации. Верувам дека почитувани гледачи навистина ќе ви бидат од корис. Можеби сте имале недоумица зошто и како треба да го правите тоа, но верувам дека денеска ви ги разбивме некои од дилемите. Останете и понатаму на Канал 5 телевизија, продолжуваме со Здрава Македонија.